во петонеделно обработување на политиката и на движењето на неврзувањето дојдовме и до крајот на нашата телевизиска серија. Денес ќе се обидеме да ја доловиме атмосферата пред големиот настан, конференцијата на врвот која што во август ќе се одржи во далечниот Коломбо, во пријателска Шри-Ланка. Во неколку разговори што ги водевме во оваа смисла, сакавме да ги допреме оние теми и прашања што во секој случај ќе бидат разгледувани на конференцијската маса во Коломбо, а во исто време поблиско да известиме за последните подготовки што се прават во Шри-Ланка за да може работата на петиот самит успешно да се одвива и да овозможи за земање на ставови и становишта кои што ќе служат како определувачки смерници на идното ангажирање на неврзаните земји. Конференцијата на шефовите на државите и на владите на неврзаните земји секогаш бил настан од првостепена важност во меѓународните односи во светот. Тоа не е случајно, затоа што оние што ќе излезат и зборуваат од говорницата на конференцијската сала во Коломбо, ќе зборуваат за огромното мнозинство на населението во светот, при што ќе го дадат својот глас во полза на такви идеали, какви што се обезбедување на траен мир, соработка на сите земји врз равноправна основа, приближување на луѓето, остварувајќи се подобри услови за живот за сите, изградување на праведен економски поредок во светот и премавнување на јазот развиени-неразвиени како предуслов за демократизирање на меѓународните односи. За она што ќе биде разгледувано во Коломбо на престојната конференција, односно како некои се подготвуваат за толку важниот настан, разговаравме со амбасадорите на Египет, Перу, Шри-Ланка и со другарот Новак Прибичевиќ. Економското прашање играло улога во ова бидејќи повеќето неврзани земји се земји во развој и се борат со истите економски проблеми. Морам да кажам дека, како што веќе изјавив, повеќето земји по Втората светска војна се ослободија преку борба. Тие беа колонии или семиколонии и така натаму. И сите тие има заедничка болест, сиромаштија и потреба за економски развиток, социјален и политички развиток. Во денешно време со одржувањето на петата конференција во Коломбо, според ваше мислење, кои се важните прашања за кои треба да се дискутира и да се решава во Коломбо? Знаете дека по првиот состанок на неврзаните земји, за среќа во Белград, во 1961 година, многу нешта се случија во светот, многу земји се здобија со независност, а сега сме соочени со огромен развиток во светот, а движењето на неврзаните и го привлече вниманието на светската публика и стануваме вистинска меѓународна сила, сила во позитивна смисла, а не блоковска сила. Можам да кажам дека важните прашања кои ќе бидат дискутирани во Коломбо се засилувањето на движењето на неврзаните, поголемата соработка меѓу неврзаните земји и како да ги пренесуваме политичката солидарност, политичките врски на движењето на неврзаните, како да се пренесе на политичко, економско и социјално поле информации за научни операции. На сите полиња мораме да го засилиме ова движење и да му ставиме крај на се што не е солидно за луѓето. Второто прашање, многу важно, е новиот економски систем. За ова мораме вистински да се концентрираме,
да дискутираме повеќе, бидејќи сега светот е соочен со многу важен период во кој еден подобар економски систем би морал да си го најде своето место, наместо овој кој беше и кој се уште е базиран врз експлоатација од страна на развиените земји. Мислам дека главно овие прашања мора да заземат многу важно место на конференцијата во Коломбо. Друга точка, која исто така е важна, е проблемот на храната. И тоа е поврзано со новиот економски систем. Но зборувам за храната како проблем, бидејќи е многу итно и со секоја година станува многу итен проблем. А кој страда од недостиг на храна? Се разбира повеќето неврзани земји, земјите во развој, сиромашните земји и нивната потреба за храна. А не зборуваме за храната како луксус, туку само за лебот. Уште едно важно прашање е проблемот на економскиот развиток. И тоа е поврзано со новиот економски систем, бидејќи ако имаме еден меѓусебен добар економски систем, тоа би им овозможило на земјите во развој, на неврзаните земји, да ја развијат програмата за развој и да го намалат или да го уништат јазот меѓу земјите во развој и развиените земји. Следното прашање е продолжување на движењата за ослободување. Се уште постојат острови на колониалистите, острови на пресија, острови на дискриминација и тоа мора да биде разгледано, особено Јужна Африка. И ова е еден важен проблем пред неврзаните земји. Следното прашање е тоа што некои неврзани земји се изложени на пресија, на окупација и така натаму. А должност на неврзаните земји им е поддржувањето на земјите кои се жртви на окупаторот, жртви на агресијата. Мислам дека ги покрив најважните проблеми, но може би треба да го споменам и последниот, а тоа е проблемот на морското дно. Иако тоа се уште не е итен проблем, но ќе биде многу важен во иднината, заедно со проблемот на исхраната. А тој проблем е многу итен. Но морското дно ќе игра важна улога во иднината, во годините што доаѓаат и бара големо познавање. Богатството на морското дно ќе биде најмногу во рацете на развиените земји, а не на земјите во развој. I would like to thank you very much, Your Excellency, for this explanation. What kind of activities does your... Како вид активност презема вашата влада и земја за подготвување на петиот самит во Коломбо? Знаете дека Перу членува во координациониот комитет и поради тоа одговорни сме за подготовките за одржувањето на конференцијата во Коломбо. За таа цел организираме собири на комисии на секоја група со посебна тема при Министерството за надворешни работи. Воспоставувајќи потребни контакти преку координациониот комитет, организирајќи консултации со другите пријателски земји, ангажирани околу подготовките за конференцијата, и на крајот контакт на нашите високи функционери, министри и представници со колегите од странство, со цел што подобро да се подготви оваа голема конференција на неврзаните држави и влади што се сретнуваат во Шри-Ланка. Денеска сме сведоци на голема политичка активност меѓу неврзаните земји.
Нивните водачи одржуваат многу билатерални контакти и јасно е дека се извршени сите политички подготовки. Што според вас е најважното прашање за дискусија во Коломбо? Ги имаме старите проблеми. Ослободување на Палестина, а тоа е многу важен проблем. Потоа деколонизација на Африка, и тоа е многу важно, Родезија и Југозападна Африка. Но мислам дека целиот свет е концентриран врз тешкотиите што развиените земји ги прават на економско поле. Некои се многу богати, а некои се многу сиромашни. Мислам дека најважниот аспект на конференцијата е тоа. Што може да се стори за да се осигури поправеден економски систем? Говорејќи за петата конференција која нам сега ни предстои, видно е истакната активноста на неврзаните земји во предвечерието на еден таков настан како што е самитот. На кои теми, односно на кои подрачја би требало да бидат акцентите на ангажирање на неврзаните земји во современиот политички момент? Па, како што вие сосема точно утврдивте, ние сега се наоѓаме во фаза на многу интензивни подготовки за петиот самит на неврзаните земји. Во тие подготовки, што мислам се карактеристични за движењето на неврзаните и за демократичност која е иманентна во тоа движење, се спроведуваат многу интензивни консултации меѓу низа неврзани земји, при што е значајна и улогата на Координационото биро на неврзаните земји, кои ќе се обидат кон крајот на овој месец да утврдат дефинитивни договори на учесниците на Координационото биро во поглед на документите на престојната конференција. Меѓутоа, подготовките не се одржуваат само во рамките на координационите бироа. Туку во нив активно учествуваат сите неврзани земји, пошто ми се чини се разликува ова движење и оваа политика од сите други. Во поглед на акцентите, да речам така, нема сомневање дека и Коломбо ќе посвети значителен дел од вниманието на политичката област. Во смисла на натамошна борба на неврзаните земји за унапредување на рамноправните односи, за спротиставување на сите видови доминација на меѓународните односи, дека тие ќе го кажат својот збор во поглед на разните кризни жаришта кои денес ги оптоваруваат меѓународните односи, кои представуваат можна опасност за пошироки компликации во одделни региони. Дека ќе го кажат својот флагрантен збор, да речам така, и за натамошна и конечна ликвидација на колониализмот, таму каде што тој постои, се разбира на југот на Африка. Меѓутоа, нема сомнение дека конференцијата во Коломбо, судејќи по актуелностите на темите и по досегашните подготовки, значително внимание ќе им посвети на меѓународните економски односи. Во тој поглед, веќе токму неврзаните земји свршија, ако може така да се каже, значителен дел од работата на конференцијата во Лима. На 6-то и 7-то специјално заседание на Обединетите нации, каде што темите за односите меѓу развиените и неразвиените земји во развој, теми на такво структурално менување на меѓународниот економски поредок, добија значително место и на некој начин се формулира во програмата на борбата за нов економски поредок. Сега се во тек неколку меѓународни иницијативи,
koji isto така su mnogo aktivno učestvo na nevrzanite zemlji, se nasočeni kon na tamošna razrabotka novije problemi. Tuka predsem islamna konferencijata na UNTAD, konferencijata na Objedinetite naciji za ekonomije i razvoj i na Pariskata konferencija, kada što nevrzanite zemlji v obata slučaja nastapuvacu zajednički usoglasena platforma. Mislim deka konferencijata vo Kolombo ke predstavuva možnost da se napravi čekor napred. Ivo formuliranje na politikata na nevrzanite zemlji. Spored toa, ne samo nivnite potrebi i revandikaciji, tuku isto tako i formite na nivnata međunarodna sorabotka i sorabotkata v odnos na zemljite što se industrijski razvijeni, predstavuvat značitelni faktori na planot na međunarodnite ekonomski odnosi. Od svoja strana Jugoslavija napravi golem napor da dade svoj pridones za ovije zajednički stremeži na nevrzanite zemlji, vo izgradbata na ta i takva zajednička platforma. I ja smislam deka može da se očekuva od i konferencijata vo Kolombo ke bide ne samo možnost da se zaokruži dosegašното iskustvo vo toj pogled, tuku i potik za na tamošnje aktivnosti na planotno unapredovanje to na međunarodnite odnosi i nivni poravnopraven razvoj vo pravecne izgraduvanje nov međunaroden ekonomski napredok. Престојната пета поред конференција на шефовите на државите и на владите на неврзаните земји, како што е познато, ќе се одржи во август. Еден момент кој што не е толку потенциран, а кој што е од технички карактер, важно е да биде реализиран на најдобар можен начин за да се овозможи успешна работа и тек на петиот самит. Станува збор за организацијата на конференцијата и несомнено големиот број на проблеми кои што треба да бидат решени за да се постигне завидно ниво на организираност, толку неопходна за ваков вид на големи мултилатерални средби. Она што меѓутоа е карактеристично за движењето на неврзаноста, тоа е взаемната солидарност на неврзаните земји, доаѓа до израз и во подготовките за оваа конференција на тој начин што повеќе неврзани земји и пружаат драгоцена помош на Шри-Ланка и нејзината влада во нејзините напори на безпрекорен начин да ја изврши одговорната функција на домаќин на историската средба. Во врска со организацијата на состанокот во Коломбо, интересни ќе бидат мислењата на амбасадорот на Шри-Ланка во Београд и на Сиримаво Бандаранаике, председател на владата на оваа земја. Gospodine ambasadore, kakva je važnosta od toa što konferencijata na nevrzanite se održuva vo Azije za prv pat, posebno vo vašata zemlja? Potrebno je, mislim, vakvite konferenciji da se održуваat vo različni delovi na svetот, za da se naglasi širokiот karakter na движењето на неврзаните. Ова е многу важна причина што сега Азија е одбрана, што е одбрана една азијска земја за одржувањето на петиот самит. Пошто е важноста за Шри-Ланка? Мислам дека изборот падна врз Шри-Ланка и покрај многуте други, како што сме ние, а некои се и многу големи, побогати, посилни, но сега се појавува важниот аспект. Da se bide domaćin na predsedatelji i lideri na nevrzanite zemlji mora da je golema čest i za vašata zemlja, no bara i golema organizacija na rabotata. Podgotvena li je Šri Lanka za petata konferencija? Да, за среќа имаме голема сала, дури и поголема отколку што е потребно. Но моравме многу нешто да сториме, но благодарение на голем број земји, а особено на Југославија, покрај финансиска помош, примивме голема помош и совети. Apart from financial assistance, we have received a great deal of help
by way of advice and so on. Well, logistically, the preparations are... Гледано од организациона страна, подготовките се одвиваат задоволително. Мислам дека направивме добар план и тој се развива како што го замисливме. За среќа располагаме со голема и современа сала за конференции, што е извонредно значајно за одржување на вакви големи меѓународни собири. Други земји не располагаат со толку големи градби и тие доправа ќе треба да ги градат. Не е неважно да споменам дека оваа чудесна зграда е подарок од една азијска пријателска земја, Народна република Кина. Подарок на нашата земја во спомен и признание на мојот починат сопруг за неговата исклучителна активност на меѓународно поле. Тоа е еден вид негов споменик, а за нашиот народ многу полезен. Салата е наполно опремена. Има уреди за симултано преведување. Тоа не значи дека се уште располагаме со сето она што ни треба. Во набавката на техничките уреди и во организацијата на самата конференција, многу ни помагаат досегашните домакини Југославија, Алжир и другите земји, кои во тој однос имаат големо искуство. Ке треба да обезбедиме телевизиски преноси, зашто каква би била таа конференција без телевизија? Во текст се преговори со повеќе неврзани земји за да се обезбедат телевизиски преноси. Безбедноста на сите учесници е прашање што исто така многу не окупира. Во денешно време, олку голем број личности собрани на едно место, на домакинот му поставува огромни проблеми за обезбедувањето. Ние во тој однос немаме големо искуство, па затоа и за ова треба да се подготвиме, зашто тоа е исто така еден од значајните делови на организацијата на конференцијата. До конференцијата во Коломбо не преостанува многу време. Сведоци сме на извонредно интензивна и жива активност на неврзаните земји, што несомнено зборува за нивните напори да го претворат Коломбо во уште еден успех на силата на напредното човештво, мобилизирајќи ја и канализирајќи ја во правец на остварувањето и исполнувањето на неговите желби, идеали и стремежи. Коломбо треба уште еднаш да потврди дека неврзаните земји се предводнички во сите напрегања за одржување на меѓународниот мир и безбедноста и во таа смисла да произведе корисни и конкретни предлози за определени ангажирања кои што во секој случај ќе активираат Организацијата на Обединетите нации, за која тие ќе мораат да се изборат да ја воспостават повторно како шампион на мирот и сцена на која до израз ќе доаѓа желбата на државите за соработка, взаемна помош и респект врз основа на потенцирана равноправност во истапувањето и потполна правна еднаквост во третманот. Коломбо уште еднаш на гласен начин ќе мора да ја истакне неодржливоста на расната нетрпеливост во овој наш век на прогрес и напредок и да го расшири сознанието за потребата на сериозна и цврста, решителна акција против расистичкиот африкански југ, а за воспоставување на власта на мнозинството со грижа за правата на сите луѓе без оглед на нивната боја, раса, пол и вера. Коломбо ќе мора исто така непобитно да истакне дека мирот во светот е неделив и дека заради тоа политиката на попуштање не може да биде изолирана или лоцирана во поедини региони, туку дека е неопходно да стане светски процес во кој своје кажување ќе имаат и малите и големите, и развиените и земите во развој, оти мирот без друго не е грижа само на некој и неколку, туку на целата меѓународна заедница. Конечно, Коломбо ќе мора кристално чисто да ја дефинира платформата на неврзаните земји за изградба на праведен меѓународен економски поредок. Нов поредок кој ќе овозможи неразвиените и земите во развој на поадекватен начин да се вклучат во светската поделба на трудот, обезбедувајќи за своите народи исто толку и такви благотворни услови во какви што живеат луѓето во развиените земји. Коломбо мора во оваа смисла да изгради решителен став, неврзаните земји да истрајат во нивните напори за нови економски односи, затоа што вродено право на секој народ е да ствара услови и можности за да го развива своето битие и да пишува собствена историја на начин кој ќе биде во состојба да води сметка за достоинството на човека
и да учи и образува за неопходноста на почитувањето на другиот во политичката, економската и културната сфера.